Пред припадниците на нашата армија се поставуваат се посложени и поодговорни задачи. Војниците и нивните старешини во кадровскиот рок треба да совладаат многу знаени вештини неопходни за извршување на нивната светла задача, а нивната задача од ден на ден станува посложена, зашто припадниците на нашата армија добиваат се помодерни и посовремени оружје и опрема за совладување на која се потребни поголеми знаења и војнички вештини. Затоа и пред регрутните комисии се поставуваат одговорни задачи секој кандидат да биде определен на соодветно место во нашата армија. Во новите регрутни центри, комисиите преку систематски прегледи, преку анализи, тестирања и усмерувања треба да одговорат на прашањето кој младинец на кое место во армијата да биде упатен. При тоа секако треба да биде задоволена и желбата на младинецот да биде ракеташ, топџија или возач на нашата армија. Во касарните, на караулите и на војните бродови на нашата армија, велат старешините, сега се добиваат одлични регрути, запознаени на што се упатуваат и какви вештини и знаења ќе изучуваат за време на кадровскиот рок. Денешната наша емисија ја посветивме на регрутниот центар во Скопје со една цел – да видиме како работат старешините, лекарите, психолозите и психијатрите, за да може секој млад човек да биде упатен на најсоодветното место во армијата. Ги замоливме да ни кажат како го постигнуваат тоа, низ каков пат поминува регрутот кој доаѓа овде и во 2 работни дена низ синџирот прегледи, разговори, се упатува на она место на кое најдобро ќе го изврши својот долг кон татковината. Добро дојдовте во регрутниот центар. Вашите права во регрутниот центар се следните. 2 дена ќе престојувате и за тоа време ќе биде извршен лекарски преглед кај сите наши кабинети, кај што ќе биде точно одредена здравствената состојба. Но со здравствената состојба ќе бидат одредени и вашите родови и служби за служење во Југословенската народна армија. За време на престој во центар сте должни да почитувате куќниот ред и да бидете дисциплиновани. Ќе имате одредени воѓа групи кои ќе ве водат од еден на други кабинет и должни сте воѓа на групите да ги почитувате и да ги извршувате неговите наредби. Данилов, Раде. Кабинетот на спортска медицина во новиот систем на регрутирање има една од многу важните задачи. Покрај комплетните антропометриски испитувања кои морат да бидат во контекст и да дадат комплетна оцена на психосоматскиот статус на еден регрут обврзник и влијаат директно на негова оценка на способност, се вршат и дополнителни испитувања, како што се мерење на крвниот притисок, поднатаму спирометриски испитувања на тестовите на разни тестови на оптеретување, а со тоа добиваме увид во комплексната состојба на кардиоваскуларен и пулмоналниот систем. Односно, комплетното даваме еден увид во состојбата на срцето и белите дробови на еден регрут обврзник. Често пати се случува да тука добиваме и откриваме заболувања за кои што регрутите обврзниците воопшто не знаеле порано, нити пак нивните родители знаеле. Во врска со тоа вршиме дополнителни испитувања на кабинетите во воена болница или пак по потреба на ВМА или во Институтот за белодробна туберкулоза на ЈНА. Со тоа добиваме комплексен статус
на регрутов врзник и неговата способност за служење во JNA. Врз основа на сите овие испитувања се дава конечна оценка на кабинетот на општа медицина. Другари регрути, вам ви е познато дека војниците во Југословенската народна армија се оспособуваат за вршење на поголем број војнички должности. Тие должности се разликуваат не само според видот на вооружувањето и опремата со која војникот ракова, туку според особините за нивното успешно извршување. Целта на денешното тестирање е таја да вие во Југословенската народна армија бидете распоредени во оној род или служба која највише ќе ви одговара према вашата способност. Резултатите кои ќе постигнете на денешното тестирање тие директно ќе влијаваат при изборот на родот и службата во Југословенската народна армија. Затоа ми очекуваме од вас со вашето залагање и дисциплина во работата да постигнете што подобри резултати, пошто од тоа ќе зависи кој од вас во кој род или служба ќе биде распореден во Југословенската народна армија. Сега со неколку збора ќе ви дадам кратко упатство со кое треба да се придржавате во текот на работата со тестовите. Вие денеска ќе решавате поголем број тестови преку кои се испитува интелектуалната способност кај вас. Успехот кој ќе постигнете на денешното тестирање ќе зависи во поголема мера од вашето залагање и дисциплина во работата, отколку од знаењето кое сте го стекнале за време на вашето школување. Сите тестови кои ќе ги решавате се состојат од примери за објаснувања, вежби за вежбања и задачи за решавање. Со примерите јас ќе ви објаснам како треба да се работат задачите, вежбите ќе ги работиме заеднички, ако е потребна помош и помош ќе му пружиме на некому, а задачите ќе ги решавате секој за себе. Не смеете да се вртите лево-десно, назад-напред, да гледате од комшијата, него секој испред себе и за себе ќе ги решава задачите. Секоја задача која ќе ја решавате има 2 или повише предложени одговори. Меѓутоа, од тие предложени одговори само еден одговор е точен. Кој одговор е точен, тоа вие сами ќе го пронајдете во свеските кои ќе ги добиете, што значи за една задача може да биде заокружен само еден број. Немој некој од вас да ги заокружи сите овие 4 броја, после ние да тражиме кој е точен одговор. Ако некој од вас во текот на работата погрешно заокружи некој број, па после се предомисли дека ова што го заокружил не е точно, него некој друг број поточење, може да изврши исправка. На тој начин, онде како што погрешил ќе го поништи со X, а наместо него ќе заокружи друга бројка која сматра дека е поточна. Задачата на психолошкото испитување е да се утврдат психолошките особини, односно психолошкиот профил на секој регрут, како и степенот на писменоста, со цел за што поадекватно распоредување на поедини должности во JNA. Проценувањето степенот на интелектуалните способности и структурата на психолошките особини на личноста се врши по пат на групно тестирање на сите регрути и индивидуално психолошко испитување по индикации. Регрути на кои им е потребна индивидуална психолошка обработка се интелектуално инсуфициентни и емоционално нестабилни регрути. Поред категоризацијата на интелектуалните способности и цртите на личноста, улогата на психологот се огледа и во вршењето селекција на поедини специфични способности на оние регрути чии психометриски индекси добиени врз основа на групното тестирање се надпросечни.
porodica, da li ima? Ne. Stavi така човек го стави тук. Очниот кабинет при регрутниот центар во Скопје е дел од диагностичката улица во која поминуваат сите регрути. Он е опремен со најсовремена апаратура за испитување на функцијата на видот, во која спаѓа оштрината на видот, потоа испитувањето на бои, испитувањето на адаптација на мрак, потоа испитување на бинокуларниот вид и тоа овозможува благовремено откривање на рефракционите аномалии и другите аномалии на органот на видот, кои овозможуваат да благовремено се превземат здравствени мерки кај регрутот, а на другите колеги во регрутниот центар да му овозможува да се најди одговарајќе работно место на регрутот кога ќе дојде на служење на војниот рок. Новостварениот систем на регрутирање покажува евидентна предност во однос на поранешниот систем. Овозможена е примена на далеку поединствени и пообјективни критериуми во оцената на способноста на младинците. Основната цел на оториноларинголошкиот кабинет е да се со помошта на клиничкиот оториноларинголошки налаз и со помошта на современата апаратура која ја поседуваме, да ги откриеме и најмалите дефекти кај регрутите. Така што после тоа му одредиме соодветно работно место во единиците во ЈНА. На овој начин створени се можности да се приступи кон далеку пообјективно и покомплексно изучување на нашата младина. Сите информации кои се прибираат на овој начин за регрутите обвезници прилагодени се за машинска обработка и најкомплексни научно-аналитички третман. Врз основа на сето ова можеме да заклучиме дека системот на регрутните центри, посебно оториноларинголошкиот кабинет, покажал необично поголема практична предност во однос на поранешниот систем на регрутирање, каде што регрутите порано не беа прегледувани од лекар специјалиста оториноларинголог, као што е тоа сега. Во ординација опште медицини врши се систематски лекарски преглед и даje се предлог оцени способности за војну службу. Лекар узима анамнезу од регрута и упознаje се sa лабораториским налазима, посебно sa комплетном крвном сликом, седиментацијом, налазом урина и биокемиским налазом, посебно sa вредностима билирубина, шеќером у крви, урејом. Također lekar se upoznaje sa rezultatima regruta o psihometrijskom testiranju radi orijentacije o njegovom psihometrijskom statusu. Lekar kod sistematskog pregleda regruta radi objektivizacije zdravstvenog stanja i radi dopunske preglede traži posebne dopunske preglede kao EKG, rentgenski nalaz i druge laboratorijske nalaze.
po potrebi šalje na specijalističke preglede. Ние работиме по најновиот метод во регрутување на нашите млади војници. Имено сега веќе се обраќа внимание на тоа да регрутот биде комплетно согледан, како во неговата соматска, така и во неговата психичка состојба, а исто така и неговите интелектуални потенцијали. Затоа при најмало сомневање на кое што ќе најдат колегите специјалисти по општа медицина, таквиот регрут е испраќан на индивидуален специјалистички преглед, било кај неуропсихијатарот, било кај психологот, зависно од тоа што очекуваме да потврдиме или пак да исклучиме. Во таква една соработка на овие две служби, ние сме во состојба да ги избегнеме евентуалните грешки кои што можат да се направат во донесување на коначната оцена при регрутирањето, односно да биде исклучен оштетен на било регрутот како единка или пак армијата како институција. Согледувајќи го искуството на неколку психијатри кои што најизменично работиме на ова работно место, се довеѓа до сознание дека на поврнина се изфрлуваат ипак два поважни моменти. Имено дека се уште меѓу нашите млади може да се најдат и понекои кои што се неписмени, односно недоволно описменети, секако неподеднакво во поедини општини на територијата на нашата република, а и друго да наидуваме во еден број на регрути кои што имаат адаптациони потешкоти како на емоционален, така и на социјален план. Нашите размислувања по овие два момента упатуваат на потреба за една потесна соработка помеѓу службите кои што директно се задолжени и одговорни за несметан и здрав правилен развој на нашите млади поколенија. Сметаме дека со потесно соработување и разменување на искуства помеѓу тие установи ќе може да му се овозможи на поединецот кој што ги има овие тешкоти полесно да ги совлада, а воедно значи полесно да го преброди периодот на пубертетот и адолесценцијата. Со тоа тој ќе може покасно значи полесно да се адаптира на животните услови и нормите кои што непосредно пред него ги поставува животот и неговата околина. Поконкретно речено, апелираме на потесна соработка помеѓу училиштата на најразлични нивои, потоа здравствените служби во склоп на школските и студентските амбуланти, центрите за воспитување и усмерување на младите, Заводот за ментално здравје на деца и младина, социјалната служба и сите фактори кои што се заинтересирани за несметан и правилен развој на нашите млади поколенија. Тоа од своја страна ќе ни олесни да во потполност ги задоволиме потребите кои се поставуваат пред нас, како од Центарот за регрутирање, така и од нашето самоуправно социјалистичко општество во целост. Čime se baviš, Rad? Pa učenik sam. Šta učiš? Asfaks. Koja godina si? Втора. Šta ti rade roditelji? Работник. Majka mi je domaćinka. Da li znaš još nešto da radiš osim toga što učiš? Nekim sportom da se baviš? Pa u klub ne idem. Šta nekog amaterskog kluba? Nisam. Ti si kod naših ovde organa ocenjen sposobnim za vojnu službu, možeš da budeš sve u vojsci.
Da. Šta bi voleo da budeš? Pa, najpoveći bi sakal da budem auto jedinicu. Dobro, ti ispunjavaš, kažem ti, uslove za sve. Rade, možeš da ideš kući, ocenjen si sposobni za vojnu službu, posle mjesec dana javi se u opštinu da uzmeš knjižicu. Usmjeravanje je postupak kojim se na osnovu karakteristika regruta i potreba formacijskih mjesta u Jugoslovenskoj narodnoj armiji određuje prioritet, odnosno mjesto gdje bi bilo najbolje da dotični regrut bude raspoređen. Usmjeravanje se izvodi na osnovu indeksa podobnosti dobijenih na osnovu psiholoških ispitivanja i drugih postupcima za ocjenu sposobnosti i osobina ličnosti, na osnovu zdravstvenog stanja dotičnog regruta, na osnovu obrazovne i profesionalne karakteristike regruta i mišljenja regruta o pogodnosti njega za određeni rod službu. Usmjeravanju podležu svi regruti obveznici koji su ocenjeni sposobnim, ograničeno sposobnim i ostali regruti, s tim da se razgovor obavlja u ovoj prostoriji bez prisustva drugih lica. Cilj je da se na osnovu tog razgovora i svih dosadašnjih pregleda stekne jedna opšta slika o regrutu obvezniku i o mogućnostima njegova za određene dužnosti u okviru Jugoslovenske narodne armije, da bi na osnovu toga doneli određeno rješenje koje će poslije biti polazna osnova za rad regrutne komisije. Ова беше само еден дел, мала прошетка низ прегледите, испитувањата, разговорите и насочувањата низ кој поминува регрутот во регрутниот центар. Регрутниот центар денес тоа е место каде што под еднакви услови и на едно место младите од еден цел регион, република, се упатуваат на најсоодветното работно место во нашата револуционерна, народна и низ борбите калена Титова армија. Овде, низ разговорите, предавањата, низ целокупниот заеднички живот што трае 2 дена, земајќи ги предвид здравствените и психофизичките способности, знаењето и образованието на секој поединечно, младиот човек се регрутира според неговите желби пред се за оној воен род каде што ќе постигне најдобри резултати за да може во самиот смисол на зборот да биде Титов војник.